ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се мое е Твое. Љубовта Твоја ме облева, Твојата рака ме позема во срцето мое и Твое. Пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам тебе, Исусе. За разводот. Видете, кавга, развод, разделби. Сега сме во некоја кавга. Битен е тој момент на простување. Блажени се миротворците. Миротворци, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Работиме некој проект, треба да работиме. Раководителот на институцијата има нетрпеливост кон еден од носителите што треба да работат научен проект. Настанува кавга до тепање и ме тераат сега јас да работам. Луѓе, и да го оставам колегата, колешката. Видите, за разводот. Сатански состојби. И јас им кажав, простете, за да ви биде простено. Инаку, велми, кога ги заврши Исус тие зборови, замина од Галилеја, или ќе заминам од Галилеја, и дојде во пределите јудејски, отаде Јордан, по него идеше многу народ и тој ги исцели таму. Одеше по него, памтете ја таа категорија, не седеше во некоја заедница, не дремеше, не пееше песнички, не цитираше, не вапцаше, рипаше, скокаше, постеше со граф или со риба. Те сакам, Господ Исусе Христе. По него одеше многу народ и тој ги исцели. Само треба да се издржи во тоа движење по Исус. Еве сега ми велат, например, јас сам да работам проект, да ја откачам колешката, раководство на институција образовна за наука. Јас сум доктор на науки, да се фалам со тело или без тело. Тие сите се магистри. Тие да ги собереш сите и по 3 да ги помножиш. Фала ти, Исусе. Немаат толку издадени, печатени книги. Сега се појави еден, сака да ги забрани книгите. Нормално. Сатаната доаѓа по своето. И му пристапија фарисеите што го искушува и му рекоа, дали му е допуштено на човек да ја остави жената своја? За каква и да било причина. Жената е жена телесно, душа е исто така во Светото писмо и заедница, црква. Исус им одговори, не сте ли читале во почетокот машко и женско ги создаде. И сега го имаме тој стих. По воскресението луѓето ниту ќе се мажат, ниту ќе се женат, туку се како ангели, туку се ангели на небесата. За нас е тоа несватливо. Иако овде има такви состојби машко, женско, хермафродити, но тоа е помешана сексуалност.
Ovde зборува за духовна состојба. Машко и женско ги создаде и потоа вади дел од мажот и го пушта на друго, и тој има потреба да го пронајде вториот дел, тоа што му недостасува од реброто. Тоа е слика, но треба да ја разберете. И рече, затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Инаку во Светото писмо Исус е младоженецот, а ние сме невестата, за да го објасни тој момент на телесна страст на почетокот. Кога се љубат двајца млади и по извесен период ќе се навикнат на физичкото движење и потоа љубовта престанува. А овде вели љубовта никогаш не престанува. Па така тие веќе не се двајца, туку се едно тело. А Бог што соединил човек да не разделува. Значи зборува за едно тело. Ако мажот и жената се едно тело. И кога ме нападна еднашка во една заедница, каде што ме донесе Исус да научам да се борам со невидливиот свет. Ја тераше сопругата моја да зборува против мене. Јас два, сега ми рече, ајде сега ти кажи што треба тој да поправи. Таа ги кажа неговите зборови, а јас на тој владетелот на црквата. Во наводници црквата. Црквата е на Исус. Јас реков, па ние сме едно тело. Видете, во дух беше тоа кажано. Во дух, ако не го разбираш тоа. Тие му рекоа, зошто тогаш Мојсеј заповеда да се даде разводно писмо и таа да се отпушти. Тоа е старозаветно. Види, ако си ти едно тело, вие нема да се одделите. Не може раката да го напушти телото, освен ако е болна и треба да се пресече. Или друга состојба. Ти не можеш да го напуштиш телото. Окото не може да си замине ногата, прстот. Те сакам. Задникот. Заради тврдокорноста на вашите срца, Мојсеј ви дозволи да ги отпуштате жените своји. Но во почетокот не беше така. И дали треба да се разведуваат? Па видете, тие немаат љубов. Не се едно тело. Не се едно тело. Ти си надвор од законот на љубовта. Мислиш на други жени, на други мажи, поделени сте, се мразите. Децата ако живеат ќе гледаат омрази, ќе научат дека треба да се мразат и тие ќе постапуваат така. Јас пак ви велам, во почетокот не беше така. Бог што соединил. Дали ти си ја добил сопругата и партнерката, молејќи го Исус да ти испрати Бог Отецот партнерка, или ти си ја избрал сам и си погрешил? И по извесен период. Јас пак ви велам оној што ќе ја остави својата жена, освен заради прелюба. Освен заради прелюба. Прелюба е да не го љубиш. Велиш дека си во Исус, си постапуваш по старо. Велиш дека ја сакаш, а не ја сакаш, мислиш на други жени. Чекаш еднаш да си замине, да останеш сам. И заради прелюба, освен заради прелюба. Ако се ожениш со друга, ти вршиш прелюба. Ако сте едно тело, оној што ќе се ожени со напуштен, исто така прелюбо действува. Видите стихот, ако љубов немам, ништо не сум. Нема љубов, нема, Бог не соединил тоа. И вие што сакате сега? Одиш натаму, одиш наваму. Оној што ќе остави својата жена, освен заради прелюба. Прелюба е кога нема љубов. Кога нема љубов, седиш со сила. Кого го лажеш? Срцето свое, светот, роднините или Исуса? Татко на лагата е сатаната. Учениците негови му рекоа, ако е таква положбата на човекот кон жената, подобро е да не се жени. Па видете. А тој им рече, не може секој да го прифати тоа, кажаното, освен оние на кои им е дадено. Не можете ништо да примите ако не ви е дадено од небото, од Отецот Небесен, вели Исус во Јован, Евангелие по Јован. Зашто има скопени, така родени од мајчина утроба, има скопени од луѓе, тие што биле во царските палати за да не ги облюбуваат царските жени, но има скопени кои самите себе се скопиле заради Царството Небесно. Се мисли одсекување, кастрација на машките полови органи. Знаете? Јас познавам еден човек. Земен е, служел, не се допрел до жена. И ете го, тука е некаде. Штет Златко од Режановце.
без разлика што како, од него на почетокот учев практични работи кои ги споделував. Например, го помнам тој стих кој ми го кажа: па ти треба да се молиш за непријателот свој. Зошто? Па тој е обземен од сатаната. И треба да се молиш да се ослободи, да му се отвори умот, да донесе одлука. Без разлика. Што тој припаѓа на православната поделена црква. И јас тогаш припаѓав на православната. Јас сега му припаѓам на Исус Христос. Сте слушнале за Исуса? Црквата е негова. Не сум ни друга деноминација. И во една молитва рече: не можете да бидете во деноминација да ми припаѓате мене, зашто вие тогаш ги следите правилата, човечки правила. Кој може да прифати, нека прифати. Немаат сите исто сценарио. Значи, ова е запишано овде што ви се случува. Пишано е. Не можеш да го промениш состојбата. Можеш само ти да се промениш од нељубов во љубов. Значи, да се променат владетелите на институцијата, ако сакаме да работиме. Не можеш насила да ги тераш луѓето, да правиш наука со луѓе што не го завршиле своето образование и што спроизведуваат кавги, со сите се во кавги. 3-4 кавги на факултетот, кавги со главниот на универзитетот. Тогаш кај него доведоа деца, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им забрануваа. Видете, деца е категорија. Сите сме деца на Небесен Отец. Деца е односот кој треба да го најдеш, како дете кон татко. Но тоа подразбира послушност и зависност. И тој не го праша што треба да правиш. Тоа што знаеш да го правиш, да љубиш. Кога ќе дојде ситуација, треба да го прашаш детето, да бараш дозвола. Додека не станеш полна возраст како Исус, да станеш сотрудник, да сакаш да го работиш тоа, син Божји, да станеш пријател Божји, сонаследник Божји. А претходно си слуга, односно си раб Божји. Од роб на гревот да станеш роб на Исусовата праведност. Но Исус им рече: оставете ги децата и не бранете им да доаѓаат кај мене. Зашто на таквите е Царството Небесно. Ако не си како дете, како ова мало дете, нема да влезеш, зашто ти тогаш мислиш дека знаеш. Ти тогаш јадеш од дрвото на познанието. Ти си тогаш Адам, кој е изгонет од рајот заради змијата, жената и не знам кој. Ти си тогаш Каин кој го убива Авела. Ти си тогаш Вавилонец кој градиш кула да се здобиеш со име, да бидеш највисоко. Ти си тогаш сатанско дете. Сакаш да си над Бога. Надвор од рајот и смртен си. Ете еден човек кога пристапи до него, му рече: учителе добар. Какво добро треба да направам за да имам живот вечен? Ова може би го кажам, го повторувам. Во Ерусалим сме во една сала, група, една заедница. И сите го фалат пасторот добар, пасторот вако. И станав, кренав рака. Значи ќе дојде тогаш стихот во духот. И реков: никој не е добар, освен единиот Бог. Јас нити не знам каде се наоѓа тој стих. Треба да научиш Исус да зборува низ тебе, да му дозволиш, а тој му одговори: зошто учителе добар? Какво добро? Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар, освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, во Исус, кој е портата, да излезеш и да влезеш, да излезеш од овој свет, да излезеш, запазувај ги заповедите. Заповед е состојба во војна. А тој му рече: кои заповеди? А Исус одговори: не убивај. Кој не го љуби братот својот, човекоубиец? Видете која е таа состојба. Штом не го љубиш братот свој, ти си пребиваш во смртта. Ти си убиец. Прелюбодејствувај, велиш дека си во Исуса, крадеш, лажеш, мамиш. Не кради. Земаш, слушаш туги проповеди, па препишуваш. Имитативно правиш. Значи, од Мартин Лутер Кинг, Дерек Принц или овие светците што правеле. А не можеш ти тоа да го направиш, бидејќи немаш сила. Го немаш Исус во срцето. Не сведочи лажно. Татко на лагата е сатаната. Те молам, Господе, за институцијата каде што работам, да им ги отвориш срцата, да не изгинат сите. Младичот му рече: сето тоа сум го запазил од својата младост, што уште ми недостасува. Видете, потребата тој да дознае. Исус му рече: ако сакаш да бидеш совршен, Исус ќе ти каже: прашај го, зошто ми се случува ова? Зошто вака имам? Зошто немам ова? Зошто вака? Чекај, прашувај. И ќе ти каже.
Сакаш да бидеш совршен, продај го имотот свој. Совршен. Совршен значи бидете совршени како што сум јас совршен. Продај го имотот свој, раздели го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото. Имотот свој не е само материјален, тоа е и дарба, тоа е и нешто што ти значи, тоа е и да споделуваш. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Значи, ако сакаш да бидеш совршен и врви по мене, да одиш по Исус, да чекориш по Исус, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, тоа подразбира активно дејство. Активно дејство. Тоа значи дела на љубовта, се што доаѓа да браќаш со љубов. Да пораснеш до полната возраст Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Штом го чу младиот човек кажаново си отиде натажен, бидејќи имаше многу имот. Еве некој има дарба да прави песни. Му даваш прави една песна, па две, па после не сака да прави. Ама го има тој момент. Рече прво не сакам, а потоа се премисли. Па почна сега да прави. Тоа ти е, јас имам некој дарба да пишува, да зборува. Дека не работиш, дека треба да на почетокот и на крајот на се што работиш да биде Исус. Тогаш ти стануваш еден дух со Него и работиш за Царството Божјо. А Исус им рече, бидејќи имаше многу имот, ти си врзан во светот. Вистина ви велам, богат тешко ќе влезе во Царството Небесно. Богат во овој свет знае, гледа, очите му се отворени, праведен е. Се моли, фала ти што не сум како овој. Ги исполни заповедите. Ама богат си, се држиш за светот. Па, например, замислете црквено достојник, кој примира пари од верниците и се богати. Ке треба некој Закеј да го враќа тоа. Кога го чуја тоа, учениците многу се зачудија. И рекоа тогаш, па тогаш кој може да се спаси? Па тоа е добро, кој може да се спаси? А Исус ги погледна и им рече, за луѓето не е можно. Телесниот човек нема сила. Но за Исус е можно. Но за Бог се е можно, значи ти треба да влезеш во Исус. Тој да ти даде сила. Ти немаш сила да љубиш. И ти им зборуваш, тој не сака да прифати. Тогаш Петар одговори и му рече, ете, ние оставивме се. И појдовме по тебе, што ќе стане со нас. Тие му вели, оставивме се, а потоа вели, не го познавам, Исус се откажа од него. Или оди по водата и вели, помош, маловернику. Или му вика, тоа нема да се случи, а Исус му вели, бегај од мене, Сатана. Не си оставил се. Да оставиш се, значи себе си да се оставиш. Да умреш стариот, да се предадеш комплетно во владение на Исус. Тешко го разбираат луѓето, си се држи за себе си, кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. А Исус им рече, вистина ви велам, вие што врвите по мене, што одите во новиот свет, ново небо, нова земја, поранешното помина. Поранешното треба да го оставиш. Во новиот свет, кога Синот човечки, тоа е Исус, односно Син Божи, ќе седне на престолот во славата своја. Ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израелеви колена. И ова сега би вас ги гледа како метафора. Суд има. Се што правиш ти се прави. Тоа се законот и пророците. Без Исус, крвта ваша на главите ваши. Излегов од канцеларијата. И слушав еден саат, зборуваше едната од нив. Многу као ги произведе. Нељубов до врв, манипулација, потикнување студенти, големо зло во неа. Не знам дали ме разбра. Им кажав за Исус и им реков, крвта ваша на главите ваши. Па размислете кога ќе плаќате со вашата крв, а Исус платил за вас, ама вие не сакате. И секој што ќе остави, куќа, брат, сестра, татко или мајка или жена, или деца, или ниви заради моето име. И сега имаме ни еден проект, треба да го работим, јас го оставам. Нема да работам во нељубов, во лицемерие. Нема да ме вовлечете во сатанското.
Земете што сакате, оставам се, одам по Исус. Се што ќе остави заради моето име ќе добие 100 пати повеќе. 100 пати повеќе. А вие мислите што ќе добие? Куќа, пари? Не. Преминуваш од телесниот, го оставаш, умира од духовниот човек. И ќе наследи наследство со наследници Божји. Живот вечен. Живот вечен е вечна љубов. Вечен мир. Радост. Мир, правда и радост во Светиот Дух. Царството Божјо. А овде нема ништо од тоа. Има привремено, а потоа ќе овкаш. Но мнозина први во овој свет ќе бидат последни. Таму. Зашто духот на овој свет не го примив. Ние го примивме духот на овој свет. Духот на овој свет. Не го примивме духот на овој свет. Мнозина први ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. Слава ти, Господе Исусе Христе. Секогаш ќе се најде причина да те одвлечка од Исус, од заедницата. Да го напуштиш она 2 или 3 собрани во мое име. За да биде Исус во тебе, во мене, во нас. Паднатиот те напаѓа со мисли, чувства, односи, врски, желби, да го тргне Исус од твоите мисли, од умот и од срцето и да те свлечка во светот. Да те наполни со светот, со лагата на светот, во умот, во срцето и во душата, и да немаш време, простор и место во себе за Исуса. Си дошол, си се оправил, сме се молеле, си пораснал. То се зборови на луѓе кои доаѓале во групација, сотрудници. Има напредок и одеднаш назад нешто те влече во телесниот свет. Си се налутил на некоја поука, не се покоруваш на Исус, не сакаш да се промениш, тераш по свое, ја напушташ заедницата. Ако е таа во Исус, ако е во дух и вистина, ти тогаш велми и упреку го напушташ Исуса Христа. Нели сме едно тело, еден дух со Него? Каде можеш да одиш, каде ќе одиш? Назад во себе праведност, себе знаење, себе љубие, или ќе останеш да се промениш во Исус, да раснеш, да зрееш во духот, за да даваш род. И род да принесете во Исуса Христа. Си нашол причина да се вратиш во светот. Заради 2 точки мајка ти, сестра ти, син ти, децата, пицата, партијата или некоја деноминација, sejedno дали го љубиш Исус или светот, е битна раскрсница меѓу телесниот и духовниот ти. Дали го љубиш светот или Исус? Ние сме молитвена борбена единица, сотрудници кои сака да го работи тоа, да се промени, чии имења се запишани во книгата на животот. Молиме едни за други, се молиме за сите кои се во потреба. А ти се откажуваш од молитвата, па не ни прашуваш како се. Од Исус. Нели бевме едно тело во Него? Ако си ти едно тело, ти не можеш никогаш да заминеш. Ако се предадеш во Исус, каде е тогаш љубовта Исусова? Каде е тогаш љубовта Исусова која никогаш, верувајте, не престанува? Сатаната знае што ти е слабоста и со тоа те искорнува од коренов Исусов. Дете, жена, татковина, сестра, мајка, пица, не знам што, се едно е. По колку саат да се молиме во 2 да пуштате пораки. Ја ползува твојата мисловно, чувствена, телесна врска слабост за да те скине од лозата, да искрши стеблото на лозата Исусова. А ти мораш да се задржиш во Исусовото духовно тело. Исус да остане пред се, на почеток и крај. Да не го замениш за било што. Тој делопоклонство и така ќе го победиш. Сатаната кој е во твоето срце. Зарем не знаеш, Аврам му поверува на Бога,
го однесе својот син Исак, кој го чекаше 90-100 години да се роди, да го жртвува. Така му рече Бог. Стана пријател Божји. Му поверува Аврам на Бога. Отецот му даде јарес во последниот момент пред да го заколе Исак. Но Аврам беше верен и послушен, не го стави синот Исак пред Бог. Му веруваше, а можеше како било кој од нас да рече, како бе да го заколам Исак? Па толку години го чекав, не го колам. Не го давам. И да си замине од заветот, вербата, послушноста и покорноста кон Отецот на духовите, Таткото небесен, за да бидеме живи, покорност кон Отецот на духовите. За да бидеме живи. Во дух, не во телесни врски со светот. Причината да си одиш од заедницата и да не сакаш да се промениш се сатанските телесни врски со светот. Тие те влечат назад. А Аврам му поверува на Бога. Стана пријател Божји. Не се врза за светот. Господи Исусе Христе. Но беше покорен на Бог и послушен. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега доаѓаме повторно. Зборува за едно тело, маж и жена, така треба да бидеме во Исус. И зборува за тоа мнозина први ќе бидат последни. А последните први, секој што ќе остави куќа, брат, сестра, татко, мајка, жена, деца, заради Исусовото име ќе добие 100 пати повеќе и ќе наследи живот вечен. Да бидеш христијанин значи вистински да му ја предадеш собственоста на Исуса Христа и Таткото небесен. Да му го предадеш твоето срце, да им го предадеш да живеат во него. Тие се собственици, да им ги дадеш клучевите. Не се подстанари, кираджи. И потоа да се менуваш во љубовта. А ти што мислиш, ќе си тераш по старо, Исусе, па си тера по старо, Исусе вака, Исусе така, си тераш по старо. И после, па може да има некој Исус таму. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. За секогаш, Исус, да не бидете оние млаки што ќе бидете исплукани. Или, ако сакаш да наследиш живот вечен, не прелюбодействувај, велиш дека си во Исус, а живееш во светот. Нема такво христијанство. Те молам, Господи Исусе Христе, сите овие слова што ги зборувавме, да ги допрат сите оние кои се отворени ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. За секогаш Исус, за навек Исус. Амин до Божјиот царство небесно. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе